се наоѓаме пред општина Бутел, зборуваме ова утро со првиот човек на општината Дарко Костовски. Дарко, добро утро, како сте утрово? Добро утро и добре дојдовте во општина Бутел. Расположен за разговор. Актуелни се новите автобуски линии, број 37 и број 35, се поврзувате со општина Аеродром и општина Карпаш. Да, тоа е новост за граѓаните на општина Бутел, поточно линијата 37 веќе е пробно пуштена. Наскоро очекувам да помине одолка на Совет во градот Скопје за да биде официјално пуштена и со тоа општината ќе се поврзе со Карпаш, со тој дел на Скопје. Навистина најде кај граѓаните на едно убаво одобрување, а во моментов се разговара со директорот на ЈСП и секако со градоначалникот Орце Јоргиевски за линијата 35 да се проложи до Радишани и со тоа да се поврзе општина Бутел и со другиот дел на градот Скопје, со аеродром со Лисиче. И навистина и ова гледам дека го пуштивме во јавноста како јавна една дебата и гледам дека навистина има поддршка од страна на граѓаните, така да овие две линии ќе бидат новост во секојдневното функционирање на граѓаните на општина Бутел. Ке кажеме слободно, општина Бутел е една од најспортските општини во градот Скопје, нови спортски центри и нови паркови на територија на општината. Да, кога е спортот во прашање, знаете, мислам дека предничиме пред сите. Во моментов се градат два нови спортско-рекреативни центри, едниот е во Радишани, едниот е во Кучевачка бара. Наскоро почнуваме со нов спортско-рекреативен центар во Бутел 1. Нови парковски содржини веќе од 50.000 метри квадратни. Едниот е завршен некаде во големина 10.000 метри квадратни, другиот некаде од 40.000 метри квадратни во фаза, во некоја финална фаза би рекол. Сето тоа во соработка, морам да споменам, со градот Скопје и градоначалникот Орце Јоргиевски, кој навистина дава, би рекол, жестока поддршка на општина Бутел. Кога сме кај парковите, секако и би го споменал уредувањето на кеот на реката Серава во населеното место Бутел 1, исто така во соработка со градот Скопје. Се наближува почетокот на новата учебна година, подготвени ли се училиштата за новиот предизвик? Па да, вчера веќе објавив повторно купуваме прибор за прводеленчињата за некако да олесниме на нивниот семеен буџет. Секако секој ученик ќе добие и нова училишна униформа. Се подготвуваме по однос на нашето јавно претпријатие, навистина ги подготвува школските дворови, ги уредува за да бидат пречекани учениците како што треба. Во моментов во завршна фаза веќе до септември треба да завршат две фасади во Петар Завковски Пенко и во Свети Климент Охридски. Завршуваме конечно доградбата на основното училиште Ацо Шопов, една голема работа барана со децени. Ја завршуваме спортската сала во Бутел 2 и наскоро почнува доградба во училиштето во Бутел 2 во Паниот Гиновски, така да навистина многу активности и би рекол дека навистина подготвени го пречекуваме овој 1 септември. Благодарам на одвоеното време, ќе ви посакам успешна работа. Ви благодарам и на вас и секогаш сте добро дојдени во општина Бутел. Благодарам уште еднаш.